Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Американец, жител на градот Атланта, тврди дека поседува копија од тајната формула за производство на Кока-кола. Тој планира копијата да ја продаде за $5 милиони на интернет страницата eBay, а тврди дека формулата за подготвување на најпопуларниот пијалок во светот, што датира од 1943 година, ја пронашол меѓу стари книги кои неодамна ги купил од Стар пазар. Представници на компанијата Coca-Cola сепак го отфрлиле тврдењето на човекот кој тврди дека го знае рецептот, истакнувајќи дека рецептот за газираниот пијалок се наоѓа во музеот на Coca-Cola во Атланта. Формулата се чува во сеф висок половина метар што никогаш не се отвара. Посетителите на музеот можат да се доближат на само неколку метри од него. Формулата за производство на Coca-Cola е измислена во 1886 година од фармацевтот Џон Пембертон. Одвикнувањето на Линдзи Лохан во клиниката за одвикнување оди многу тешко. Проблематичната актерка наводно целосно ги изгубила нервите откако лекарите и го одзеле лекот Адерал, што го земала за хиперактивност. Овој лек се користи во лечење на хиперактивност, но има огромен потенцијал за злоупотреба, исто како кокаинот или амфетамините. Лекарите од клиниката каде се наоѓа актерката никогаш не даваат Адерал на некој постар од 15 години, затоа што постои палета лекови кои исто така помагаат кај хиперактивноста, а и многумина злоупотребуваат Адерал и за контролирање на тежината. Линдзи не сакала да го прифати тоа, па наводно на сите своји пријатели им се пожалила дека не може да остане во клиниката и итно мора да пронајде нова. Гвинет Палтроу и нејзиниот сопруг, фронтменот на групата Coldplay, Крис Марти, се непознати личности за популарниот Psy, кој се прослави со Gangnam Style. Холивудската актерка и нејзиниот сопруг го сретнале кореанскиот рапер Psy на гала вечерта во Њујоршкиот музеј Метрополитен. Тие го замолиле да се фотографираат со него, а Psy се согласил, иако според Гвинет тој не ни знаел кои се тие. Нашите деца го обожаваат, па му придовме да го прашаме да се фотографираме со него. Тој љубезно прифати, иако се гледаше дека нема поим кои сме, напишала Гвинет Палтроу на Твитер. Psy истата фотографија подоцна ја објавил на својот профил. Веројатно некој во меѓувреме му објаснил дека разговарал со добитничката на Оскар и со музичарот чиј што последен албум е продаден во 8 милиони примероци. Скоро 21% од жените пред одењето на годишен одмор купуваат нова облека, покажа новото истражување на британскиот портал Sunshine. Тие на нова облека трошат скоро 1/3 од вкупните трошоци за годишниот одмор. Најмногу пари издвојуваат за костими за капење, летни фустани, куси панталони, накид, наочари за сонце, сандали и нова шминка. Третина од нив признаваат дека купуваат нова облека секој пат кога одат во странство. Претходните истражувања откриваат дека жените во просек менуваат и до 28 комбинации на облекување за време на годишниот одмор, а неретко облеката е главната причина за расправи со партнерот. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.